Значи, новиот водовод е една работа. Прв пат се случи, барем ја колку што ги пратам политичките процеси, под притисок на јавноста, на невладини организации, да се преземе таков крупен капитален проект. Значи, новиот водовод е резултат на граѓанските асоциации кои ностоп апелираа за присуството на арсен во водата. Ние немавме потреба од новиот водовод, бидејќи Гевгелие во моментот и во наредните 5 години потребата за количество на вода ги ја испорачуваше старите бунари, кај градот се задоволуваше со своите потреби од старите бунари. Новиот водовод што е направен кај село Марзенци на Марзенски рид прави дотур на дополнително количество на вода, меѓутоа таа вода е без арсен и ќе замени доста голем дел од пумпите кои доставуваа од бунарското подрачје Моин, значи влегуваа во системот на водовод за пиење во Гевгелие. Сега, значи со пуштење на новиот водовод, прашањето за арсен е решено. И имаме ситуација, две работи. Решено прашање за арсен и можност за поголемо количество на капацитет на вода за моменталните потреби на општина Гевгелие. Може словно да кажеш дека имаме проекција со овие две работи што се завршени старите бунари и нови бунари за наредните 50 години да го пратат ширењето на развојот на град. Сега, тоа е тоа. Мојата изрека е, сум кажал уште кога седнав, никој пат не се плукат во стари бунари, така викаат, таа е една стара поговорка. Значи, сакаме да ги оспособиме и старите бунари, со кои до денеска, што се вика гевгеличани пие вода, тоа се старите бунари кај Моин, кај што е забележено веќе присуството на арсен и заради тоа почна проблемот, да направиме да влезат, значи од таму да протекува чиста вода со деарсенификатор. Направени се контактите и испитувањата, обезбедни се и пари за таа намена, тие нема да бидат од буџет на општина Гевгелие, го погледнате буџетот, ја нема таа ставка, бидејќи ќе бидат донаторски пари. Се работи за некаде имаме различни проекти во зависност од начинот на решавање на проблемот, некаде се 300.000 минимум, максимум се 500.000 денара. Во 2019 година, значи и тие бунари ќе бидат успособени така да целокупното и потребно и резервно количество на вода во Гевгелие од денес па до иднина, во иднина, значи ќе биде овозможено дотур на вода без арсен.